со една тешка политичка борба да се изборам за правата на оние кои што кравареа во 2001 година за Македонија, најпрво се обидуваат да ме придобијат и да ме подкупат. Кога не успеаја, почнаа да ми се закануваат, се обидуваат да ме исплашат и повторно да ме подкупат. Не успеаја ниту во едното, ниту во другото, нити ќе успеат во иднина. Кога видоа дека не можат нити да ме исплашат, нити да ме подкупат, се обидуваат со години наназад да го извлакат моето име. Го гледав пред неколку недели големиот македоноид, кој што се подсмева на македонската нација, глумејќи патриот, доктор Латас. Не знам дали знаете, а мојот Латас зборуваше така да бил Ангелов во 2001, па нема врска, па тој не бил во војната, па тој не бил ранен, па тој нема врска. Латас, Павлович Латас. Понатаму, под негово диригирање, сите провладени медиуми, но и на интернет порталите, постојано и јас, но и достоинство сме изложени на напади дека сме се придружили на комуњарите. Јас овде не гледам комуњари, гледам честни, добри социјалдемократи. Јас не само што не се срамам, затоа што сум со вас, туку сум бор, затоа што достоинство е во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија. Комуњарите се овде, се напука овде. Никола Груевски, Гордана Јанкуловска, Зоран Ставровски, Миле Јанакиевски. И многу други политички сончогледи, кои што, кога Бранко беше на власт, многу го сакаа, но денес за нив Груевски е светиња. Но таквите, кога ќе видат дека бродот на ДПМН е тоне, веднаш ќе го напуштат, бидејќи знаете дека глупците први го напуштаат бродот што тоне. Посебно ме напаѓаат и кога ќе сретнам некој од нив, како су можел да отидам со Бранко Црвенковски. Но јас, кога би требало да бирам помеѓу Бранко Црвенковски и Никола Груевски, без размислување би го одбрал политичкиот ветеран Бранко Црвенковски. Абе знаеш ли дека тип гледаш? Политичкиот воин Бранко Црвенковски, кој пред неколку дена можехме да видиме како се бори за неговите пратеници, наместо да се крие, наместо како Грујо да ја стува за Америка, тој е скокнал градата, обидувајќи се да помогне на неговите пратеници. Кога во 1997 година се поставија две албански знамења со двоглави орли, едното во Гостивар, другото во Тетово, Бранко не побегна во Америка, туку ја прати полицијата да ги симне. Пред неколку недели имавме можност да ја видиме Албанија во Македонија. Цело Скопје, цела северозападна Македонија беше преплавена со албански знамења. Мене толку веќе не ми сметат, навикнат су на нив, но каде беше големиот македонски пастир, лидер, патриот или поточно лажен патриот? Побегна по инвестиции токму тогаш. Не бига. Али не е чаровна реч. Ќе ви кажам дека во оваа партија, можеби не во оваа зграда, има исто така прекрасни честни луѓе, од кои што еден дел и јас ги познавам. Не се сите ВМРО-вци како овие од потесното раководство. Така е, само ти од народно се држи. Затоа апелирам до сите честни ВМРО-вци веднаш да започнат процедура за вонреден конгрес на ВМРО ДПМН, на кој што ќе се изберат нов демократски
демократски лидер, кој што ќе поведе ова партија напред со демократски методи, а не со вакви ненародни фашистички методи. Бидејќи поделбите кои што ги внесува последните години не водат никаде, не поделија по сите можни основи. Пред неколку дена ги понижија повторно бранителите, ги натераа бранителите од редовите на македонската полиција да се свртат против собствениот народ, но не и се лутите, тие само ја извршуваат објената наредба. Затоа да прекинеме со овие поделби, бидејќи кога овие ќе изгубат власта, зборувам за најтесното руководство на ВМРО-ДПМН, со безбројните милиони кои што ги украдоа овие години, ќе си побегнат надвор, ќе отидат на некои екзотични острови, а ние ќе останеме овде да си вадеме очи меѓу себе. Ние ќе треба утре на улица да се сретнеме, да се погледнеме, заедно со оние кои што денес се во ВМРО-ДПМН. Затоа повикувам на обединување. Не треба да ги мраземе сите членови од ВМРО-ДПМН. Има таму прекрасни луѓе, како што сите овде сте прекрасни луѓе. Джоне, ти ли си прекрасен? Како што кажав, тие ќе астуват од Македонија. Ние ќе останеме да живееме овде, бидејќи ние немаме резервна татковина, бидејќи Македонија не е се што имаме. Да живее Република Македонија!